Насловна страна на денешниот дневник. Адвокати од Струга бараат измена на пресметката на платите на избрани функционери. Мечка ги пустоши пчеларниците во Охридско. Јато фламинга повторно забележани на Охридското езеро. Велосипедски патеки ќе се обележуваат на Јабланица и Карааруман. Триесетиедногодишен струженец загина во тешка сообраќајна несреќа. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес времето облачно со врнежи од дожд проследени со ветер. Во текот на ноќта врнежите постепено ќе престанат, а температурата ќе достигне само 11 степени Целзиусови. Утре над најголем дел од Европа ќе преовладува стабилно време, ќе има зголемена облачност и ќе биде релативно топло и ветровито, локално во централните и источните делови од стариот континент, како и над поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, умерено облачно нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во вторник, времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, но релативно топло со температури вообичаени за овој период од годината. На северот полуостровот стабилно со локална облачност со максималните дневни температури од 11 до 17 степени. Во нашата држава утре времето облачно со врнежи од дожд, но ќе биде потопло, ќе има благ пораст на температурите, а ќе дува и слаб југоисточен ветер, на крајниот запад слаб северозападен. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 11, додека максималните дневни температури во Македонија од 10 до 19 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник облачно време со слаби врнежи од дожд, ветровито и свежо со до умерен слаб северозападен ветер, минималната 6, максималната 13. Во среда и четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, минималната 6, односно 3, а максималната 13, односно 16 степени. Во петок сончево време со локална облачност и потопло, утринската температура 2, максималната дневна 17 степени Целзиусови. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Адвокатска канцеларија од Струга поднесе иницијатива за измена на членот 11 од Законот за плата на избрани и именувани лица, со што основицата за пресметка на платата на функционерите ќе се утврди како минимална исплатена месечна плата по вработен за претходната година. Оваа измена на законот е оправдана поради економската криза, а воедно на овој начин ќе се изврши усогласување на платите на избраните и именувани лица согласно стандардот во државата. Адвокатска канцеларија од Струга поднесе иницијатива до сите парламентарни политички партии за измена на член 11 од Законот за плата на избрани и именувани лица, со што основицата за пресметка на платата на функционерите ќе се утврди како минимална исплатена месечна плата по вработен за претходната година. Целта е функционерите да покажат солидарност со својот народ во време на криза. Оваа измена на законот е оправдана поради економската криза, а воедно на овој начин ќе се изврши усогласување на платите на избраните и именуваните лица согласно стандардот во државата. Етички и морално да се направи е да функционерите покажат доблест и солидарност со својот народ, да направат соодветни законски измени, да не го дозволат тоа покачување на платите, кое што е прилично голем.
Според правниците, оваа измена е неопходна од причина што финансискиот надоместок на избраните и именуваните функционери не треба да биде основен стимул за висока државна функција, туку одговорноста да се придонесе за општото добро и јавниот интерес. На овој начин повторно функционерите ќе добијат и повеќе од просечни плати, но исто така ќе покажат и дека се солидарни со народот и од друга страна ќе покажат и дека функцијата ја превземаат не заради финансиски бенефиции и привилегии, туку заради чин на одговорност. Со одлуката на Уставниот суд на 21 март годинава се укинаа одредби од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица, со што значително ќе се зголеми основицата за пресметување на платата на функционерите. Мечка со мало мече неколку месеци прави пустош во пчеларници во Охридско, на само 200 метри од магистралниот пат Охрид-Свети Наум, во близина на хотелот Инек Солгица. Животното досега уништело десетици пчелни семејства. Опасноста е дотолку поголема, бидејќи на овој потек се движат граѓаните и голем број рекреативци, како и учениците од населбата Шипокно, кои учат во училиштето во Рача. Речиси 3 месеци сопственици на пчеларници на просторот од Горица до Свети Стефан се жалат дека мечка ги уништува нивните пчелни семејства. Покрај тоа, тие укажуваат дека мечката, која најверојатно има мало мече, може да е агресивна и да ги нападне луѓето кои живеат во населбата Шипокно или рекреативците. Од увидот што го направивме на лице место, констатиравме дека имат различни отисоци од траги, имат и поголема трага и помала трага, што укажуваат дека може да имат и помала мечка, значи две се. И нејзиното присуство со помало мече, таа е поагресивна и е поопасна за луѓе или деца. После зимскиот период на хибернација, овие животни излегуваат во природата, која напролете и сиромашна со плодови, па гладот за овие животни представува основен двигател. Според зборовите на Благоја Алач, на 24 март, на 3 и 5 април, мечката уништила вкупно 12 само негови пчелни семејства, а штетите се далеку поголеми ако се имаат предвид другите пчелари. Алач додава дека ваков сличен случај имало и пред 2 години, но не со толку голема штета. Во просторов имат и други пчелари и нивните пчелни семејства се целосно уништени. До сега, по сознанијата кои што ги имаме, преку 200 пчелни семејства на просторот од Горно Коњско до Горица се мечката имат уништено. Пчеларите побарале помош од Националниот парк Галичица, откаде што им е укажано дека тие немаат можност за успивање и дислокација на дивото животно. Праксата во земјава досега покажала дека доколку пчелните семејства се уништени од диви животни, како на пример од мечка, која е со закон заштитено животно, пчеларите треба по судски пат да бараат обештетување од настанатите штети. Од Министерството за земјоделство досега нема никаков одговор за отстранување на мечката од овој простор. Единствено од подрачната единица на Министерството е извршен увид за проценка на штетите, но тоа не го решава проблемот. Големо јато фламинга вчера беше забележано на крајбрежјето на Охридското езеро. Туристи кои великденските празници ги поминуваат во Охрид имаа можност да уживаат во несекојдневна гледка на прелет на јато фламинга над Охридското езеро. Некои видови фламинга се преселници и може да се забележат и во делови надвор од нивниот вообичаен хабитат, но тоа се ретки појави како и ова нивно присуство на Охридското езеро. Фламингата населуваат мочуришни предели и плитки морски крајбрежни лагуни. Фламингата не се гнездат на територијата на државава, но сепак се забележани повеќе пати при прелет. Пред 2 години во Преспа исто така беа забележани розови фламинга во Преспанското езеро. Помало јата фламинга во 2021-та беше забележано во плиткиот крајбрежен дел на Охридското езеро на потегот меѓу македонско-албанската граница кај Свети Наум. Во 2014-та беше фотографирано јато фламинга во крајбрежниот дел на Охридското езеро во близина на Поградец.
Фламингата се хранат со одредени видови планктони на езерата слетуваат само по храна. Не се забележани појави на нивно гнездење во овие краеви. На Јабланица и Караорман ќе се мапираат и обележуваат велосипедските патеки. Овој проект ќе придонесе за поголема безбедност на планинарите и велосипедистите. Велосипедската култура во земјава последните години доживува подема, интересот за планинскиот велосипедизам енормно расте во светски рамки. Ке се обележуваат велосипедските патеки на Јабланица и Караорман. Планините во југозападниот регион во земјава нудат безгранични можности за развој на алтернативен туризам. Величествените гледки го запираат здивот. Возвишената убавина на планинските села со автентична архитектура, плени воздишки, а изобилството ендемична флора и фауна едноставно ги воодушевува посетителите. Овој проект ќе придонесе за поголема безбедност на планинарите и велосипедистите. Се залагаме за мапирање на патеките на Јабланица, на Караорман, на Гаричица и обележување, и за да е полесно на странци или кои не сте членови наши, кои што сакаат да си возат тука, да се може слободно да не се загинат. Имаме огромна поддршка од локалната власт, од Струга, од Дебарца, и мислиме дека заедно ќе го истераме и тој проект. Се повеќе расте интересот кај туристите, особено странците за планинарење и планински велосипедизам, воедно и посета на културно-историските споменици и локалитети. Со тоа заживува локалната економија во планинските села. И ова година немавме зима и немавме застој во возење планински велосипедизам. А странците се многу заинтересирани баш за овој дел на Македонија за возење на велосипедизам. Имаме најави за гости од Босна, Косово, Албанија, Холандија, се многу заинтересирани за возење планински велосипедизам и планинарење. Велосипедската култура во земјава последниве години доживува подем, а интересот за планински велосипедизам енормно расте во светски рамки. Стружанец загина во тешка сообраќајна несреќа. Вчера во 13 часот и 55 минути било пријавено дека на локалниот пат помеѓу селата Еливци и Евла, центар Жупа, се случила сообраќајна незгода во која загина едно лице. Патничко возило марка Volkswagen со струшки регистарски ознаки управувано од страна на 31 годишниот жител од село Враниште излетало надвор од коловозот. На местото на несреќата починал возач, што смрт била констатирана од страна на лекар од итната медицинска помош. Извршен бил увид од јавен обвинител и увид на екипа од полициска станица од Дебар, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение вестите од светот. Трет ден поред без неат конфликти во Судан, ниту армијата, ниту паравојните сили на генералот Мохамед Хамдан Дагал не успеваат да извојуваат победа и покрај борбите во кои загинаа речиси стотина луѓе, меѓу кои тројца хуманитарни работници на Обединетите нации. Двете страни вчера објавија дека го прифаќаат барањето на Обединетите нации за воведување 3-часовна хуманитарна пауза за да се овозможи евакуација на повредените, но засега не се знае колку точно се придржувале до договорениот прекин на огнот. Лекарите предупредиле дека ситуацијата во болниците во Картум е исклучително тешка и дека поради конфликтот медицинските работници тешко доаѓаат до ранетите. Според лекарскиот синдикат досега загинале речиси 100 лица, на 1000 се повредени. Централниот комитет на суданските лекари извести дека се убиени 97 цивили и десетици припадници на безбедносните сили. Светската здравствена организација наведува дека досега во конфликтот загинале повеќе од 83 лица, а 1100 се повредени. Во саботата воздушните напади, артилерискиот оган, уличните борби со автоматско оружје и тешките митралези не им давале мир на жителите на Картум кои останаа и без вода и струја. Борбите се најжестоки во главниот град и во Дарфур на запад. Угледен средношколски фудбалер е меѓу 4 убиени во масовно пукање на Универзитетот Девил во Алабама САД, каде повеќе од 20 луѓе беа застрелани на роденденска забава. Фил Додел, кој требаше да дипломира за неколку недели, го прославил роденденот на својата сестра Алексис во саботата вечерта во студио за танц, кога одекнале првите истрели во, како што сомнева полицијата, тепачка. Тинејџерот е прва жртва што е официјално идентификуван, како службениците кои го истражуваат случајот открија дека 4 лица били убиени во пукање на нивниот роденден. Во неделата бабата на Даудел Анет откри дека меѓу убиените и нејзиниот внукот како беа ранети повеќе од 20 лица. Погодена била и мајката на момчето за која Ален изјавила дека го преживеала нападот.
Синоќа два пожари избувнаа во Белогород, Русија, соопшти гувернерот на Белогорската област Вјачеслав Гладков. Во исто време корисниците на социјалните мрежи во Русија известуваат за експлозија на дрон. Руската BBC ја пренесе објавата на каналот Блатогорд Телеграм, кој објави видео од пожарот. Каналот наведува дека пожарот наводно бил предизвикан од напад на дрон. Некои извештаи пишуваат за напад на термоцентралата, други за напад на трафостаницата. Вечерва прекидна струја имало и во делот Белогород. Повеќе руски извори го нарекуваат дронот украински, нема сигурни потврди и деманти и официјални изјави. SpaceX денеска одбројува до првиот пробен лет на Starship, најмоćната ракета досега дизајнирана да испреќа астронаути на месечината и Марс и пошироко. Джиновската ракета треба да полета од Starbase космодромот на SpaceX во Бока Чика, Тексас во 15 часот по средно европско време. Резервните времиња за лансирање се закажани за подоцна во неделата, доколку лансирањето во понеделник се одложи, нешто што основачот на SpaceX, милиардерот Илон Маск, го истакна како посебна можност. Тоа е многу ризичен лет, напиша Маск на Твитер во неделата. Ова е прво лансирање на многу комплицирана джиновска ракета. Постојат милион начини на кои оваа ракета може да пропадне, додаде тој. Звездениот брод се состои од 50 метарско вселенско летало дизајнирано за транспорт на екипаж и товар кој се наоѓа на ракета висока 70 метри, носачот Супер Хеви, колективно наречени Starship. Вселенското летало и ракетата Супер Хеви никогаш не биле лансирани заедно, иако имало неколку суборбитални пробни летови на самото летало. Ако се оди според планот, Супер Хеви ќе се одвои од звездениот брод 3 минути по лансирањето и ќе падне во Мексиканскиот залив. Тој генерира повеќе од 2 пати поголем потисок од ракетите Сатурн 5 кои се користат за испраќање астронаути на месечината како дел од мисијата Аполо. Крајна цел е да се воспостават бази на месечината и на Марс, да се стават луѓето на пат да станат мултипланетарна цивилизација, рече Маск. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.